Денес завршуваме една серија која почнавме пред некое време. Изминативе 2 месеци во малите групи го поминуваме посланието до галатјаните. И галатјаните е многу интересно послание и мислам дека околу 10-11 недели го поминуваме во малите групи, одиме глава по глава, интересно проучување, реално. И мислам дека последните 4 недели од тоа проучување ќе биде корисно да можеме да проповедаме од галатјаните, така да има некое надополнување. Инаку до сега поминавме многу со галатјаните, знаеме дека, јас само малце повторување ќе ви дадам. Галатите е многу интересна црква, која многу брго заборавила зошто станале Христови следбеници, направиле чекор наназад, наместо да растат во верата, тие направиле наназад кон законот. Почнувале да размислуваат, чека сега, како нели беше поарно да знаеме на чисто. Значи толку пати се молам, тоа го правам, образението така натаму, на чисто си со Бог. Барем до сега од тоа што зборувавме, човекот секогаш копне, тоест не копне, туку има тенденција да се враќа во еден таков трансакцијски однос со Бог. Што значи тоа? Кога се враќаме назад кон законот, така да кажем условно, ние секогаш се поставуваме во позиција во која ние му даваме нешто на Бог, ама и тој ни должи нешто на нас. Ви текнува? На некој начин го држиме во джеп. Тоа е тоа. Значи, ако јас ги направам овие правила, значи на некој начин и му ја виткам раката на Бог за тој мене да ме благослови кога мене ќе ми е потребно. Да не му должам на Бог. Отприлика тоа е некој трансакцијски однос по кој без разлика на тоа што ние не го славиме Бог според законот, верувам дека има 1 милион случаи во нашиот живот во кои имаме такви чувства, пројавуваат такви чувства. Дека затоа што јас тоа и тоа сум го направил, дека Господ нешто мене ми должи. Апостол Павле ги потсетува дека тоа што они го добиле вистински, она што нив ги прави Божи деца, со други зборови, тоа што они го примиле Светиот Дух, тоа не дошло преку законот, го дошло преку верата. Апостол Павле ги враќа назад кон верата, назад кон основите, кон она што Христос го воспостави. Исус прави нешто ново. И галатјаните тоа никогаш не смеат да го заборават. Колку е важен Светиот Дух во тоа, ќе видиме дека последните 2 глави апостол Павле се тоа што ќе го проповедам сега денес малце. Апостол Павле многу внимание обрнува на духот. На духот, затоа што ние живееме по духот, одиме по духот, размислуваме преку духот, обстојуваме преку духот, затоа што поинаку и не можеме. Поинаку не можеме да бидеме Божи деца ако не е преку духот. Јас само вака ќе застанам малце и сакам да размислиме малце кај стоиме ние во верата. И каква е нашата вера? Дали нашата вера е нешто кое ние го правиме онака од навика? Дали нашата вера е нешто кое ние нешто рационално сме разбрале и тука застанавме? Дали нашата вера е некакво припадништво, само припагаме во некоја црква? Дали нашата вера се базира на некои емотивни импулси од стилот одредени сезони од животот кога мене ми треба или кога нема проблеми, зависи кој како? Едноставно на што се базира нашата вера? Дали нашата вера е таква или е во суштина жива вера која произлегува и тече преку духот кој е во нас? Има огромна разлика. Огромна разлика има. Онака да имаме сува вера, некаква рационална вера, вера од навика. Верувајте ми, таа вера не е, како прво, не е трансформирачка вера. Не го менува твоето битие, не ја менува твојата состојба. Остануваш таков како што си со проблемите кои ги имаш и на крајот на денот, кога веќе нема да биде баш толку минудопски услови, доаѓа безнадежност. Верата за која апостол Павле зборува, верата за која ние сме предизвикани да ја имаме или животот да го живееме е вера трансформирачка, која на некој начин нас ни носи надеж тогаш кога нема надеж. Оваа недела имавме настан со Ники Круз, некој од вас бевте таму. Мене ми беше интересна приказната која Ники ја имаше со Дейвид Вилкерсон, тој проповедникот што му проповедал за Христос, нели? Интересно е да се слушне приказната од очите или од стоечката позиција на Ники Круз. Верувам дека Дейвид Вилкерсон има друга позиција од негова точка, малце подругаче изгледаат работеве. Но тоа што Ники Круз го разбира
И дека тој бил толку длабоко навлезен во таквиот живот, таков грешен живот, таков ужасен живот, деструктивен живот, што се извинувам. Толку бил длабоко навлезен што он не може да си помогне. Он се обидел да изврши еден вид на самоубиство кое е нелогично. Трчало од зид на зид, ја мавал главата, што едноставно нема сакал да избега, нема кај да избега. Вели, одлуката која Дейвид Вилкерсон, пасторот, ја носи да оди во Њујорк да проповеда на тие банди, тоа се темелело на повикот кој доаѓа од Христос, од Христовиот дух, кој Дейвид Вилкерсон го почувствувал и знаел дека треба да оди. Но ситуацијата во која се наоѓа е малце специфична. Жена му трудна, тој е во сосема друг крај таму, едноставно селско дете, така нашки кажано, треба да оди во Њујорк, во џунглата, како што вика Ники Круз. И вели последна молитва, исцрпна молитва од црквата, кога Дейвид Вилкерсон си одел дома, тој се спремал некако да разговара со жена му. И првото нешто што сопругата му кажала кога тој влегол, таа кажала оди. Оди таму каде што Господ те праќа. Значи духот не му зборувал само на Девид, туку изборувал и на неговата сопруга, да на некој начин ги припреми срцата за сите кои треба да бидат инволвирани во тој повик. Од тој момент ништо не останало исто. Девид се наоѓа во Њујорк, ми зборува на тие банди таму каде што се наоѓал. Едноставно, како да кажам, влегува во гето, таму каде што некој надвореше не може да влезе. Не знам дали сте биле во вистинско гето во Америка. Јас еднаш имаме залутано и мислам дека еднаш во Гале беше. Ако не сега, еднаш на бензинска бевме во Америка. Тоест се изгубивме како да прашаме кај да одиме. Па мислам дека и Мери беше таму. Да, на таа бензинска сме виделе бензинска во Америка, ама тоа беше нешто друго. Катастрофа. Да кажам само дека тоа не ми беше најстрашно искуство. Во секој случај, едноставно безнадежна ситуација, страшна ситуација, тој човек оди таму да проповеда. Што ли све не искусил таму? Што ли све не искусил? Не се работи само за храброст, па да кажеме Дейвид Вилкерсон бил храбар човек, нели? Тој секој бил храбар, за да отидеш таму треба да си многу храбар. Но не се должи на неговата храброст таквиот потек што тој го направи. Не се работи за некаква емотивна импулсивност. Во одреден момент чувствуваш некој повик и секаш не, ја мора да одам там и носиш брза одлука и отеднаш се наоѓаш таму и сега треба да проповедаш. Значи, не се работи за тоа. И да кажеме му се посреќило, се нашо таму, му се посреќило, тоа е тоа, сплет на околности, пробудување. Туку се работи за целосно водство на Светиот Дух. И не само на Дейвид Вилкерсон, туку на неговата сопруга, на целата црква, па и припрема на срцата на сите тие банди кои биле таму. Светиот Дух бил инволвиран во целиот процес од почеток до крај, во целиот процес. Токму ваквата приказна и сведоштво не зборува што значи кога одиме во духот. Инаку, ова приказна не може никако да се разбере ако Светиот Дух не е дел од равенката. Без Светиот Дух како дел од равенката таа приказна нема никаква логика. Апсолутно никаква логика. Тоа не била некоја стратегија. Каква стратегија имал Дейвид Вилкерсон да стои таму на кјошто да проповеда? Тоа не е стратегија. Тоа одеднаш се наоѓаш таму и го правиш тоа. Тогаш кога ние одлучуваме да се предадеме на водството на Светиот Дух, не само што ќе бидеме сведоци на чудо, туку нашиот живот во целост станува чудо. Тогаш кога ќе се предадеме на водството на Светиот Дух. Кога веќе привршуваме со галатјаните, за последен пат сакам да погледнеме една од најважните теми која се појавува току во галатјаните. Што представува тој нов живот за кој апостол Павле зборува на галатјаните? Кој тој нов живот во кој ние сме повикани? Сите ние сме повикани во еден нов живот. Затоа постои црквата. Сега, црквата не постои за да го пополниме распоредот. Јас знам дека сите ви, може би повеќето од вас, ајде, распоредот ви е толку натрупан, што вие нема да можете да најдете пола сат за нешто да додадете во животот.
Ние со мали деца од прилика така сме. Да додавам ја нешто поласат на распоредот, тоа е чудо. Така да црквата не постои затоа што имаме дупка во распоредот. Црквата не постои од било која друга причина од она да го живееме заеднички новиот живот во кој ние сме повикани. И затоа верувам дека сме тука. Повикани сме да го живееме тој нов живот. Но што значи тоа? Да живееме според Духот. Што значи тоа? Во Галатјаните 5 глава, 16 стих, тоа ми е една од умилените глави во Библијата, во Галатјаните 5 глава, затоа што зборува за плодот на Духот. А ако сте ме слушале некое време, ќе знаете дека јас многу сакам да зборам на плодот на Духот. Не зборам многу за даровите на Духот, иако се многу важни за изградба на црквата, но плодот на Духот мене ми е толку многу важен, затоа што плодот на Духот е основата за апсолутно се што се случува во црквата. Ако плодот на Духот не е тука, ако плодот на Духот не расте, не се генерира, немаме основа на која ние ќе користиме даровите на Духот. Немаме основа за заедништво, немаме основа за апсолутно ништо. Плодот на Духот е една од најважните работи, појдовна точка за апсолутно се што ние правиме. Ќе видиме кој е плод на Духот. Апостол Павле во 5 глава 16 стих вели вака: Ви велам, живејте по Духот и нема да им угодувате на телесните страсти. Тука апостол Павле поставува една дихотомија. Од една страна го имаме Духот кој внатре во нас сака да го расте тој плод на Духот, а плод на Духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, кроткост, благост, верност, самоконтрола. Тој е плод на Духот, тој е плод кој расте во тој однос со Бог кој ние го градиме цело време. И ние стануваме такви личности кои сме исполнети со љубов, радост, мир, долготрпеливост и така натаму. Ние стануваме такви личности пополека. Јас многу пати го опишувам плод на Духот како плод. Апостол Павле намерно го користи тој збор. Тоа не е дар, тоа не е поклон, тоа не е момент, туку тоа е плод кој расте, кој почнува од семенце, кој го засадуваш во твојот живот, или со други зборови, Светиот Дух го засадува тоа семенце во твојот живот, кое треба да расте едно мало стебло, после кое стебло треба да расте големо дрво, и за целиот тој процес ти треба да го чуваш тоа стебло, тоа дрво, да го растеш, да го наводнуваш, да го ѓубруваш, да го кастриш, за еден ден да даде плод. Таков е плод на Духот. Не доаѓа преку ноќ. И затоа навикнати сме, ние сме навикнати моментално со едно апче, брза храна, навикнати сме така да живееме. Но плод на Духот не доаѓа така. Не доаѓа преку ноќ. Доаѓа преку години и години вложени во тој однос со Бог. Кога ќе ме прашат колку време е потребно да се стане добар христијанин, одговорот секогаш е цел живот. Колку и да е тој живот. Може би сега имаш 2 години уште живот, може би имаш уште 200 години живот, не е ни важно. Потребно време за да се стане добар христијанин е цел живот. На некој начин тоа во суштина покажува како плодот на Духот се развива. Апостол Павле вели да живееме според Духот. Како можеме да живееме според Духот? Од тоа што апостол Павле го кажува овде, не открива дека животот по Духот не ослободува од целата плејада проблеми во животот. Тој на некој начин ги покажува делата на телото кои се спротивставени на плодот на Духот. Делата на телото се, нема да ги читаме, едноставно се разни разврати, лакомства, сите тие работи кои едноставно се дел од секое тело, од секој од нас. Ако ние, да кажеме, не го живееме животот намерно во растење на плод на Духот, и ја така се замислам, ја ставиме колата у лер, не у брзина, автоматски ние одиме кон делата на телото, автоматски. Кога не се труди човекот, завршува на тоа место. Ако не се трудиме, завршуваме на тоа место. Кога се трудиме, веќе пополека се расте плод на Духот. Значи, во нашата природна состојба, без некаков труд, без размислување, ние завршуваме на таа паднатост во која е нашата природа. Ние носиме падната природа, грешна природа носиме моментално. Така да без труд, без некаква наменост, без некаков правец, ние завршуваме со делата на телото. Таму завршуваме. Така да нема неутрална зона, да знаете само. Нема остелот, ако сум мирен,
Нису најлошиот, нису најдобриот. Не, нема неутрална зона. Неутрална зона за нас секогаш е седелата на телото. Она катастрофална состојба во која се наоѓаме. Со само повредување, со повредување едни на други. Нема неутрална зона. Значи апостол Павле ни кажува дека ако живееме според Духот, Духот нас не ослободува од целата плејада проблеми кои ние можеме да го навлечеме нашиот живот. Често пати ние знаеме да изрелативизираме кога некој ќе направи некој проблем или беда. Ќе кажеме, добро, сите сме луѓе, сите сме грешни. И тоа е точно, така ли? Ако некој од нас каже, добро, јас не сум грешен, тогаш е проблем. Тогаш нешто фали тука. Сите сме луѓе и сите сме грешни. Иако е така, Павле открива дека има огромна разлика помеѓу тие кои живеат според телото и оние кои живеат според Духот. Без разлика на тоа што ние сме грешни, правецот кој го фаќаме во животот, има огромна разлика за тоа какви ние стануваме во животот. Може би во тие некои почетни години, во таа некоја сива зона на работа, дома, нема некоја разлика. Одиш на работа, работиш таму. Ама во тие некои основни, темелни работи во животот, тие кои живеат според телото и тие кои живеат според Духот, патот им се дели вака. И разликата станува се поголема и поголема и поголема, затоа што животот не е неутрална зона, животот е животен пат. По каков пат одиш, кон која дестинација одиш, на таму ќе одиш. Таков ќе ти стане и животот. Оние кои живеат по Духот ќе го чувствуваат тој отпор од телото постојано, бидејќи со падната природа телото тежне кон хаосот и расипаноста. И животот по Духот може да се случи само доколку живееме по Духот активно. Ако живееш по Духот, ти постојано ќе го чувствуваш тој отпор од телото. Телото не сака да се предаде. Едноставно не му е, како да кажа, природно да се предаде и да живее по Духот. Иако работите кои ги кажав за плод на Духот кај нас многу длабоко, силно и резонираат, нешта по кои ние копнееме, кој не копне по љубов, кој не копне по радост, по долготрпеливост, по мир, кој не копне по тие нешта, по добрина, по благост, по кротост. Сите ние копнеме, многу силно, високо ги вреднуваме тие нешта. Но немаме сила тие нешта да станат дел од нашиот живот. Немаме сила тие нешта да донесат, да станат плод на нашиот живот. И затоа, кога ќе се предадеме, одиме во другата насока. Само ќе ти кажам вака. Ако сега се наоѓаш во сезона во животот во која се бориш, имаш чувство дека доживаш пораз врз пораз. Јас ќе ви кажам вака. Јас многу се радам за таа работа, затоа што се борите. Вистинскиот пораз е кога ќе дигнете бело знаме. Се додека се борите, вие го растете плодот на Духот. Моментот кога ќе почнеш да изрелативизираш, да само оправдуваш, кога ќе дигнеш бело знаме, тогаш е вистинскиот пораз. Инако додека се бориш и да паѓаш, ти си на вистинскиот пат. На вистинскиот пат си. Тој е плод на Духот. Апостол Павле во 25 стих ќе каже: ако живееме со Дух, по Духот сме должни и да постапуваме. Со други зборови, ние немаме друга опција. Духот, животот со Духот, живење по Духот, плодот на Духот, сите тие зборови или фрази се содржани во таа 5 глава од посланието до Галатјаните. Светиот Дух е начинот преку кој ние стануваме Божји деца. Светиот Дух не е само уште една тема за која треба да се разговара во црквата или да му посветиме некоја проповед на Светиот Дух. Тоа апсолутно е причината за се што постои сега и овде. Без Духот нема црква. Без Духот нема апсолутно ништо. Јас сакам сега да ви дадам еден вовед за Светиот Дух. Кој е Светиот Дух? Зошто го викаме ние Свет Дух? Дали се запрашале некојаш? Зошто го викаме Свет Дух? Тоа има повеќе имиња во Библијата. Иначе, возбудата која е генерирана со присуството и силата на Духот во црквата, распламтува огромна желба да се именува природата на тоа присуство. Знаете, од почетокот, кога црквата го искусува Светиот Дух, та не го викала Светиот Дух, та знаела дека тој е Христовиот Дух,
но го вика на различни начини, онака како што тие го искусуваат. Знаете, во Стариот Завет, кога Господ прави нешто со некој, дали со Аврам, дали со Исак, и тоа што Господ го прави, така Аврам му дава име на Јахве. Например, на Бог. Например, кога Аврам требаше да го жртвува Исак и кога Господ вика не и му дава овен за да го жртвува овнот, Аврам таму го нарече Јахве Јаира. Значи Господ кој обезбедува. Така му даваат имиња на Јахве. Има повеќе кажи го да имиња според тоа како Господ действува. Така и со Светиот Дух. Онака како што Светиот Дух действувал, на тој начин црквата му дава и некакво име, а евентуално завршува со тоа име Светиот Дух. Прво, што можеме да видиме во Дела 1 глава 4 стих, онака како што Исус го именува Светиот Дух, тој го именува со името ветувањето на Таткото. Светиот Дух е ветување кое Таткото го има за сите негови деца. Ветувањето на Таткото. Во сите пророштва кои можеме да го видиме за тоа есхатолошко време, за последното време, и кога доаѓа тој нов завет кој ќе опрати Господ Месијата, таму се зборува за тоа дека посебно во пророкот Јоел вели во последно време јас ќе го излеам мојот дух врз секое битие. И тоа е ветувањето на Таткото за сите негови деца. Во Откровението 11 глава се нарекува духот на животот. Тој дух кој дава живот. Дух кој едноставно од мртви нешта создава живи нешта. Во 1 Јованово 4:6 тој е духот на вистината. Тој е духот кој ја открива вистината. Прво ја открива нашата вистинска состојба. Состојба на паднатост, но подоцна ја открива вистината дека постои спасение за нас. Тој е духот на вистината. Во Евреите 10:29, кога писателот на Евреите им пишува за спасението, за Месијата, за тој нов завет кој сега доаѓа. Тој таму го нарекува духот на милоста. Тоа не е духот на законот, туку духот на милоста, бидејќи без тој дух на милоста ние ќе бивме изгубени. Во Евреите 9:14 го именуваат како вечниот дух. Понатаму можеме да видиме во Новиот Завет како се именува како безгрешниот дух, или во Откровение 7 Божи духови, мек, нежен дух. Обично е прикажан како гулаб. Вчера на Алфа викендот Филип имаше една убава алегорија дека Светиот Дух е како гулаб кој стои тука на рамо. И на некој начин така сме повикани да го живееме нашиот живот. Ако стои гулаб на рамото, како ќе зборуваш? Дали ќе имаш нагли потеси? Дали на кој начин ти ќе го живееш твојот живот? За да не избега Светиот Дух од тебе. Мек и нежен дух. Пророчки дух. Дух кој на сите пророци во Стариот Завет им дава пророштва, за да можеме да ја знаеме Божјата волја, Божите планови. Се вика Божествениот дух или помазанието. А ние го викаме Светиот Дух. Зошто свет? Многу основно библиско значење за зборот свет, ако го земам зборот свет, се не знам како го замислувате што значи зборот свет. Во библиската терминологија зборот свет значи одвоен. Одвоен од нешто за нешто. Одвоен од некаква ситуација или од некаква позиција и одвоен за некаква мисија. Тоа значи зборот свет во Библијата. После Новиот Завет, црквата добро разбрала дека Светиот Дух е тој кој ги одвојува луѓето на верата за Бог од расипаниот свет и кој ги посветува за Божјата служба и мисија за овој свет. Отприлика затоа црквата го вика Свет Дух, затоа што Светиот Дух што прави? Светиот Дух ги собира луѓето од овој свет, ги одвојува, ги спасува и ги припрема и ги праќа повторно во мисија. Затоа тоа е Светиот Дух. Колку убаво е опишена работата на Светиот Дух во последната првосвештеничка молитва на Исус во Јован 17 глава. Како што вика, тие не се кога се моли за неговите ученици и тие што ќе следат понатаму, вели, тие не се од овој свет, но тие се пратени во овој свет. Отприлика ние се наоѓаме во таа тензија. Ние не сме како светот, но ние сме во светот. Црквата не е како светот, но црквата е во светот, пратена за одредена мисија. И затоа, без Светиот Дух, тоа е невозможна позиција. Невозможна позиција. Етимологија на зборот
Свет дух, можеме да го видиме, доаѓа од Дела 2 глава 4 стих. Таму вели вака: и сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Дух Свети. Зборот дух, грчкиот збор кој се користи тука е зборот пнеума. Или еврејскиот збор кој се користи е руа, чие основно значење е воздух во движење. Воздух во движење. Зборот може да значи ветар, може да значи бура, може да значи виулица. Или тоа е некаква идеја за необјаснива моќ и неконтролирана сила. Дури Исус, кога зборува во еден момент со Никодим, кога му зборува дека тие што се родени по тело се тело, тие што се родени по дух се дух, и Никодим кога не му е јасно, Исус вика вака: духот е као ветер. Не знаеш од кај оди на кај од кај доаѓа на кај ќе оди, но го гледаш ефектот кој ветерот го остава позади себе. Истиот збор пнеума може да значи мир, тишина, освежување. Пнеума може да означува нешто како тивко ветре, развигорче. Пнеума исто така го означува издивот или издивот на животот кој ги одржува сите организми во живот. Тоа е зборот со кој библиските писатели се обидуваат да го опишат Бог од самиот почеток и како тие го искусуваат Бог. Бог е пнеума, Бог е руа, ветер и како таков тој е невидлив. Бог е невидлив. Тој е незадржлива, непредвидлива и нескротлива сила. Не можеш да го скротиш, не можеш да го контролираш. Бог е една таква сила, Бог е пнеума, Бог е руа. Но тој исто така е пнеума, руа или воздишка. И како таков тој воздивнува и вдишува живот на секое живо битие. Тоа што сега ние земаме воздух и испуштаме воздух е благодарение на неговиот здив, неговиот дар кој нас не прави живо битие. Тоа е пнеума, тоа е руа, тоа е воздух во движење. И како таков, тој е движење и акција, сила во делување, секаде и секогаш присутен да создаде, да обнови, да одржи, да донесе ред и да оживи. Божиот дух е Бог. Тој е живиот Бог, кој напојува и надахнува нов живот на неговиот народ, исполнувајќи ги со сила, мудрост, храброст, засилувајќи ги нивните природни капацитети, опремувајќи ги на чуден начин и со тоа носејќи ги над своите ограничувања, за да бидат во состојба да ја носат тешката морална и етичка улога во овој свет, носејќи ја Божјата откупителна мисија. Кога ќе разбереме Светиот Дух на еден таков начин, тогаш може да разбереме мисијата на Ники Круз, може лесно да ја разбереме мисијата на Дейвид Вилкерсон, и тогаш и само тогаш што има логика за нас. Зборовите пнеума и руа се зборови со кои луѓето низ историјата се обиделе најубаво да го опишат искуствата на Божјата објава, затоа што Бог е дух. Знаете, има една паралела која можеме да ја читаме кога Израел ги добива 10 заповеди на Синај, тоа е во Излез 19 глава, и спуштањето на духот на денот на Педесетница, на духов ден во Дела 2 глава. Јахве на планината Синај и 10 заповеди било најголемата објава во Стариот Завет. Тоест, духов ден не е новозаветен празник, тоа е старозаветен празник. Тоа е денот кога Јахве им ги дава 10 заповеди на израелците. Тоа не е новозаветен празник. Во Новиот Завет тоа добива едно ново значење. Тоа станува нов завет кој Господ го склучува со својот народ. Но континуитетот е во таа прва приказна кога Господ им ги дава 10 заповеди на израелците. Бог се спуштил на планината и како што е запишано, целиот Израел го слуша Божиот глас како ги изговара 10 заповеди, пошто сите се преплашени до смрт. Некогаш, знаете, се наоѓаме во некоја, како да кажам, заблуда дека сите сакаме да го слушаме Божиот глас. Ако го слушаме Божиот глас, секој е полесно. Јас тој дел од текстот го работев за мојата дипломска
Интересно беше да читам што се случува помеѓу народот кога Господ почнува да зборува. Како прво, тоа е многу страшна слика тамо што се случува пред нив. Синај е во пламен, има многу земјотрес, многу чад на планината Синај. Луѓето се преплашени, Синај е заградена, значи има маркер од каде што луѓето и било кое друго живо битие не смее да премине. И на некој начин Бог му вика на Мојсе, припремете се, на третиот ден ќе дојдам и ќе го посетам народот. Што се случува? Израелците се спремаат, се очистуваат, тие обредно очистување имаат. И на третиот ден почнува да се тресе планината. Почнува да се манифестира тоа што треба да се манифестира. Замислете се цело водно, да биде во густ облак, постојано да чувствуваме земјотрес, да гледаме огромен пламен и одеднаш го слушаме Божјиот глас толку продорен, што луѓето од страв му викаат на Мојсе, те молам ти зборувај ни, за да преживееме, затоа што кога Господ зборува, сите ќе умреме. Отприлика тоа е реакцијата која тие ја имаат. Знаете, во целата таа приказна, ние забораваме да го видиме човечкиот фактор тука. Дека ние, колку и да мислиме дека сме силни и јаки, ние сме многу кршливи. И Господ и во тие моменти мора да искаже милост врз нас. Како што кажав, додека Господ ги изговара 10 заповеди, Израел е препрашен до смрт. Тој настан и настанот во Дела апостолски 2 глава, Духов ден, имаат неколку сличности. Таа прва педесетница за црквата во Новиот Завет била посебна. Дела 2 глава 4 стих зборува дека таа педесетница, тој Духов ден, во една соба каде биле собрани околу 120 души, се случило нешто интересно. Додека апостолите го празнувале празникот Педесетница и верувам дека читале текстот од Стариот Завет, пошто на тој начин се слават тие празници во Израел. Знаете, денес ќе имаме причест. И кога го читаме тоа што Исус го правил за време на причеста, кога ја воспоставува причеста, мислиме дека он измислил топла вода таму. Тоа уствари еврејска пракса на секој празник. Патриархот, оно што е таткото на семејството, тој има еден таков дел од вечерата во кој тој ја крева чашата и ја раскажа приказната во тој случај на пасхалната вечер. Што Господ направил за Израел. И тој тоа го прави и сите слушаат. И подосна го делат левот и ја пијат чашата. Тоа Израел го правил. Исус секако дава ново значење на тоа. Левот го представува неговото тело, чашата ја представува неговата крв, новиот завет кој тој го склучува со црквата, со неговиот народ. Исто така и на Педесетница, додека тие 120 души биле собрани во горната соба, додека го славеле празникот Педесетница, оној стариот еврејскиот празник за 10 заповеди, за законот Божи, за заветот Божи, тие читале веројатно од Излез 19 глава, каде што Господ ги дава 10 заповеди. И одеднаш, читајќи како се тресе планината, како има виулица, како има земјотрес, одеднаш нивната соба се тресе, влегува силен ветер, тоа што го читаат им се случува и на нив. Но сега нешто ново. Во Дела 2 глава, 2 до 8 стих, каде што е опишана таа теофанија, таа Божја објава, таму се содржали зборовите како шум, силен ветер, пламен, екот. И луѓето настанот го доживувале како збунети, вџашени и восхитени. Има сличности во манифестацијата и во моментот кога Бог го дава законот на израелците и во моментот кога Светиот Дух се спушта врз апостолите и ги исполнува. Но во исто време има и нешто ново. Не можеме со сигурност да коментираме дали Лука има некаква теолошка намера или чисто да ја запише само фактичката состојба, но нешто неверојатно се случува. Лука не упатува да размислуваме за тоа, за Божите ветувања кои биле дадени во минатото. Тој нас погледот ни го свртува на Еремија 31 глава, 31 до 33 стих, каде вели вака: Еве настапуваат дни, вели Господ, и ќе склучам со домот Израелов и со домот на Јуда нов завет. Не онаков завет како што склучив со предците нивни во денот, кога ги фатив за раце, за да ги изведам од египетската земја. Тој мој завет тие го нарушија
иако останав во сојуз со нив, вели Господ. Но еве го заветот, што ќе го случам со домот Израелов по оние дни, вели Господ. Ќе го вложа мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни, па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Господ вели вака, како прво ќе им дадам ново срце, а потоа ќе им дадам и нов завет. Зарем можно токму на денот на кој израелците го славеле како ден, во кој Јахве им го дал законот на камените плочи, сега е денот кога Јахве го исполнува пророштото на законот за кој ќе биде напишан на нивните срца наместо на камените плочи. Тоа само може Бог да го направи. Законот Божи наместо на камени плочи, Бог сега го пишува во срцето. Светиот Дух го пишува законот во нашите срца. И некако негови деца, ние сме повикани, како што вели апостол Павле, да живееме по Духот. Што значи тоа да живееме по Духот? Днес ќе дадам некои мои сведоштва што значи да се живее по Духот. Знаете, кога имав 19 години, кога гледав мојот живот во тие музички води и така да се доцирам музички и да имам некаква таква кариера, не знам на што мислев, но сакав да бидам во музиката. И кога бев на таа една конференција во Полска, каде што едноставно имав доста време да читам и да размислувам и да се прашувам за животот, одеднаш сваќам дека не само што не го гледам мојот живот во таа насока, нема никаква смисла да продолжам понатаму затоа што едноставно немав никаков жар за еден таков живот. И знаете, беше едно неделно сабајле ме текнува, читав Јован 21 глава, каде што овој дело тако ви текнува кога Исус го прашува Петар дали ме љубиш. Тоа ми е една од најдраматичните сцени во Библијата. Малку е чудно затоа што седат група другари таму и еден друг на друг прашува дали ме љубиш. Малку чудно. Во секој случај Исус го прашува Петра, Петре ме љубиш ли? И Петар вика да. Исус го прашува 3 пати. Во тој момент кога читав јас овој текст, јас знаев дека Исус тоа прашање го упатуваше директно кон мене. Живко, дали ме љубиш? Не беше работава на Живко, дали водиш славење од црква? Живко, дали служиш нешто во црква? Живко, дали ти допринесуваш доволно во црква? Живко, дали ти доволно добро знаеш за мене? И така натаму. Туку дали ме љубиш? И тоа не е некое теолошко длабоко прашање во кое јас ќе бев заглавен. Туку тоа беше прашање кое целосно ме разоружа мене. Но знаеш зашто значише тоа за мене? Тоа значише дека сега животот веќе ми престанува таков како што бил и Господ ме повикува во еден нов правец да одам. Тоа беше малку тешко, знаете, како музичар во Македонија. Во Македонија, вајде генерално факултетите не се баш на некое ниво тоа што слушам. Кога се вратив од Хрватска, слушав дека може да се купи семинарска, тука некој ти ја напише, па ти се ја купиш. И тоа ми беше чудно многу. Музичкиот факултет, окей, се учеше теорија на музика, некои такви работи, ама читање некои такви работи не постои. Од прво средно, македонскиот јазик беше само да се појавиш, имаш петка. Значи не мора ништо да правиш. И јас знаев дека, пошто моеве учат теологија, јас знаев дека ако преминам од музика кон теологија, јас не само што ќе треба да почнам да читам како што треба, јас треба да учам 2 странски јазици. Едниот е мртов, старогрчки, кој не, библискиот грчки јазик, другиот е еврејски, тотално различна синтакса. Треба да го учам тоа. Треба да читам академска литература, тоа не се книгички кои иначе ги читаме. Академска литература, тоа е теологијата е малтене филозофија и се бавиш со текстови кои се стари најмалку 2000 години. И да ви кажам искрено, тоа ми беше страв. Од сите работи кои може да бидат вклучени во мисијата, служење, што и да е, тоа ми беше најголемиот страв. Како јас ќе се снајдам во еден таков свет, во еден таков академски свет? Како јас ќе го поминам тој испит? И да ви кажам, првиот пат кога почнав да студирам, едно од тие работи кои ги сватив е дека ако го следам Светиот Дух како ме води, нештата нема да бидат лесни, но ќе бидат како што треба. Ќе бидат, Светиот Дух ќе ми даде сила за било што. Што и да треба да се направи, Светиот Дух, Бог ќе даде сила, Бог ќе даде ресурси, Бог ќе даде луѓе,
Бог ќе даде контекст, Бог ќе даде благонаклонетост од сите можни страни, ако го следам Светиот Дух чекор по чекор. Од тој момент до сега јас не можам и да ви опишам колку многу чуда Господ направи преку тој повик. Во многу аспекти кога организиравме кампови. Па тоа беше секој камп што го организиравме за млади, тогаш што млади работевме, секој камп беше чекор на вера. Еден камп беше толку чекор на вера што немавме апсолутно никакви пари, а ние носиме едно 5-6 деца некаде да бијат на камп. Нула пари. И окей, децата си платија и на кампот веќе ги собирам парите и сега од сите собрав пари за да платам на хотелот, а немам пари за мене и за Фани. Господи, не знам, тоа беше чекор на вера, помогни ни. Не знам што да кажам. И од никаде доаѓа човек, буквално човек кој е од црква дојде и вика, што ти треба? Па викам, ја на шала му викам, па ако можеш да платиш за мене и за Фани, нема проблем. Онака на лице место, тогаш 2 минути пред да платам, Господ донесе ресурси, тоа што ни е потребно за да го платиме тој камп. И тоа е едно тим мали чудо, тоа е како да ви кажам, тоа чудо не е ни чудо. Тоа едноставно Господ така работи. Но тогаш со тек на времето учам. Ако одам таму каде што Светиот Дух ме води, нема невозможни нешта. Нема невозможно нешто. Од друга страна, ако одам таму каде што Светиот Дух не ме води, тоа е невозможна мисија. Во секој случај, невозможна мисија. Во многу аспекти оваа црква беше чудо, чудо само по себе. Фани знае дека јас ми требаше неколку месеци да исполнам на неа, дека мислам дека Бог не повикува да почнеме црква. Јас неколку месеци бев во молитва, во размислување и знам дека ако ги кажав овие зборови на глас, дека Господ не повикува да почнеме црква, тоа ќе беше веќе реално за мене. Јас тоа ќе беше следен чекор и правец во кој ќе одевме. И тоа беше многу тежок избор. Ја никогаш во животот не се гледав себе си како пастор, така како што сега, како фултайм пастор или човек кој ќе води црква. Во никој случај. Но знаев дека кога размислав за црквата, едноставно ставив на лист хартија сите можни работи кои треба да се случат и да се потрефат за ние да почнеме црква. Ние немавме партнери кои дојдоа да ни кажат, слушај, ние имаме проект за почнување црква, ни треба само човек. И тоа го нема. Ништо од тоа нема. Едноставно имавме само повик од Господ. И кога ги стави сите тие работи кои треба да се случат, да се онака поклопат за да почнеме црква, ја бев онака преплавен. Викам, ова ги надминува сите мои ресурси, сите мои дарови, сите мои способности кои ги имам, ме надминува мене во целост. И тогаш Господ на некој начин во срцето ми изборуваше, знаеш што, Живко? Ако црквата е нешто кое ти можеш да го направиш со твоите ресурси, дарови, тоа што е добра идеја, но тоа не е црква. Црквата е Божи проект. Тој проект мора да не надмине нас во целост. Само тоа што е црква. Црквата, првата црква беа 120 души. Ништо повеќе. Наспроти Римското царство. Тој е Божи проект. Мора да не надмине нас во целост. Како да влеземе во тој живот со духот да го следиме чекор по чекор? Во тој нов завет со Бог кој е запишан во нашите срца. Како да го оставиме тој животен стил во кој ние се трудиме толку многу да ја заслужиме Божјата милост, ние се обидуваме да се докажеме, а сепак постојано паѓаме на самиот почеток и не знаеме како да продолжиме. Како да влеземе во тој живот, во духот, а не да се трудиме со наши сили. Апостол Павле, како добар писател и добар апостол, тој го дава одговорот токму во оваа 5 глава. Тој вели вака. И слушате, тоа е многу важно тоа што апостол Павле го кажува. Во 24 стих вели вака: оние пак кои се Христови го растнаа телото свое со страстите своји и похотите. Тоа на некој начин е првиот чекор во чекорењето со духот. Го растнаа телото свое со страстите своји и похотите. Знаете, кога Исус зборуваше за следбеништво, што им каже Исус на апостолите? Секој што сака да ме следи, прво, нека се одрече од себе си. Тука да застанеш, веќе е тешко. Нека се одрече од себе си. Второ,
нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. У следбеништвото Христово секогаш е инволвиран крстот. И нема друг начин. Оставете го телото и вашата сила на страна. Немате сила. До сега би требало да разбереме дека ништо што ние можеме да понудиме не е доволно. Пристапот кон Бог треба да биде со отворени раце. Без разлика дали нашите раце има крв, како што имало врз рацете на неки Крус, и тоа не негова крв, кој значи крв, или врз нашите раце има неков труд, неков дар со кој ние се обидуваме да му придеме на Бог. Најважната работа е да му придеме такви какви што сме и со отворени раце, да тој ги земе нашите грешки, нашите греови, нашата паднатост. Да дозволиме нашето тело да биде раснато, бидејќи само тогаш кога Христос беше раснат, можеше да следи воскресението. Воскресението не може да се случи доколку Христос не беше раснат. Само тогаш кога Христос помина низ таа долина на смртната сенка, можеше да излезе од другата страна на животот. А сега да биде шампионот кој го отвори тој пат за секој од нас, да можеме да го следиме чекор по чекор. И ако тоа го правиме, со сигурност ќе излеземе и ние заедно со него таму каде што е тој. Тоа значи чекорење со духот. Тоа значи живење по духот. Секојдневно живење со духот. Не е тоа лесна работа. C.S. Луис каже, ако некој ме прашува за лесен живот, вели, во никој случај не го препорачувам христијанството. Бирате нешто друго, правите нешто друго во животот, ама не е христијанството. Христијанството е само одрекување, е крст преку кој ние го следиме Христос по патот по кој тој одеше. И онака, многу чудно е дека токму тој крст и токму тоа следбеништво, токму тоа чекорење со духот ја носи вистинската слобода за секој еден. Слобода по која копнееме сите. Петата глава е исто така глава во која апостол Павле многу зборува за слободата. Дека преку Христос ние сме ослободени. Преку Христос ние не сме заробени. Иако зборува за раснување на телото. Иако зборува за самооткажување. Апостол Павле оваа глава ја зборува за ослободување, за вистинската слобода која ние можеме да доживееме само преку раснувањето и самооткажувањето и растењето на плодот на духот во нашиот живот. Ова што го зборувам сега е за вистинската слобода во нашиот живот. Да го следиме духот чекор по чекор.